Гоце Делчев е македонец или Линденското востание е македонско. Тие се нераскинлив дел од историското наследство на Македонија и не може да бидат дел од никакви политички пазарења. Се додека за Софија Македонија е Бугарија, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Овој став ќе се смета за непријателски обид, Македонија да стане држава без територија и народ. Ова беа едни од главните заклучоци на резолуцијата што ја донесе граѓанското здружение НЕИМА, денеска во Прилеп на одбележувањето на 149 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. На средбата беше предложено и помирување со Бугарија. И покрај се, и после се предлагаме македонско-бугарско историско помирување со бугарското извинување за историските и општествените неправди врз македонскиот народ и македонските евреи за време на фашистичката окупација од 1941 година. Склучување на договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, но врз основниот принцип на меѓународното право, на еднаква сувереност, што подразбира взаимно почитување и разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи и реципроцитет во меѓусебните односи. Поради пандемијата македонците од диаспората годинава не дојдоа на средбата. Таа се одржа онлайн. Македонците од Бугарија истакнаа дека и понатаму трпат огромни притисоци од Бугарија, иако имаат 14 пресуди од Страсбург во нивна корист. Премногу се разочарани и од Македонија, која што никогаш не се потрудила да ги заштити. Се уште имаме случаи на тормозење на наши членови преку викање и распрашување во полицијата, закани, постојано обект е македонското малцинство на говор на омраза, тоа говор кој што никој не го казнува. Официјално негирање на сите нива, асимилација, дискриминација, нарушено право на мирни собирања. Која страна, што е тажното, всушност е што Република Македонија наспроти својата уставна обврска да се грижи за македонските малцинства и наспроти природното чувство на солидарност, кое што е карактерно за секој човек, нема направено скоро ништо значајно, дури и го нема подигнато официјално прашањето за нашето малцинство, ниту директно пред Софија, ниту како важен услов за време на евроинтеграцијата на Бугарија. Реалноста е, има македонци. Бугарија да собере сили, доблест, достоинство, взаимно да се признаат и почитуваат македонскиот народ и бугарскиот народ. Ние македонците од тоа мој Линден продолжуваме и искаме националните права во Пиринска Македонија и Бугарија, изучување на македонска историја на македонски јазик, да си запазим македонската култура и традиции. Бугарија над 12 пати е осудена во Меѓународниот суд за правата на човекот заради прекршување на националните права на македонците. Како и секоја година, оваа усвоена резолуција од денешната средба ќе се упати до сите надлежни државни органи на Македонија.